Овој ден ќе го започнеме со утринското брифирање после 8 часот со колегата Дејан Андоновиќ и меѓународната политика. Дејан, многу рано почнуваме со меѓународна политика, ама кој знае, може да се случило нешто. Полесно е порано да ги фатиме вестите, многу брзо се менуваат. Ова само да додадам што го кажа. Убав е февруари кога е 28 за многу работи. Например, убав е побрзо доаѓаат плати, побрзо. Да. Сега и сметките доаѓаат побрзо. Ајде гледаме убавата страна. Што се случува Дејан на теренот на меѓународната политика, бидејќи некако сме врзани на 2-3 теми и тоа, додуши и на домашниот терен не е нешто поразлично. Така што од една страна очигледно е дека пандемијава како да полека почнува да се патосува, да кажем, по целиот свет. Веќе не е, гледам, например, кога ќе отворам некој од овие сајтови информативни што ги следам, порано беше да, не знам, од 10 вести што ги гледаш, барем 3-4 се за пандемија. Еве, денеска на некој од нив пандемијата воопшто ја нема како вест. Да, веќе се навикна и меѓународната јавност, оно што го зборува кај нас. Издишавме некако. Повеќе се секиравме на 500 заразени него на 2000, повеќе се секиравме за 6 починати него за 20, така некако и во светот. Ми се чини дека и она војна на информации, милиони информации, веќе во мене кој цел ден ги следам состојбива околу светскиве работи, па и околу пандемијава, веќе да ме праша некој што е, кој е вирус, како е, каде, не би знал да кажам. Дури и пост-ковид состојбите полека опаѓаат, доминира онаа во Канада, каде што камионџиите... Со блокирањето, ама тоа веќе и нема врска со ковидот, очигледно. Тоа не само што нема врска со ковид, една реакција политичка... А може би и некој социјален бунт на некоја група, на некој слој на граѓани. Еве, чисто за нашите гледачи, ја не мислам дека у Канада, ако отидеше се идеално, не знам. Да, прво треба чистиш снег за почеток. Да. Јас ке заминам у Сакачван и ќе уживам убаво, при тоа таму е минус 50. Доказ камионџиите, иако добро заработуваат, тие протестираат, но таму во тие групи се упикани, видовме нацистички знамиња, видовме знамиња на конфедерација. Разбудена е крајната десница, особено на северноамериканскиот континент, и ако и Европа поминува низ тоа, меѓутоа оваа крајна радикална десница која има врска и пандемијата и со тоа, бидејќи таа ти што го кажа пред малку. Оттурка луѓе во една... Изморени со демократија. Да, апсолутно, да. Некако се умори од демократија, што е се ова, дајте мал се пробаме нешто друго. Меѓутоа и тоа мислам дека ќе се издише. Некако гледам дека и оваа украинско-рускава криза се повеќе како да влегува во една нова фаза на политички надпреварување, надигрување, кој кого ќе издрибла. Не знам, Макрон патем биде речено... Вчера доживеа дебакл. Не помина добро, да. Па, не помина, бидејќи и причината зашто отиде, веројатно не му беше решавање на украинската криза. Проблемот е што таму никој не поминува добро, ни Путин поминува добро, ни Макрон поминува добро, ни Џо Бајден поминува добро. Нема информации. Вчера, синоќа... А најлошо поминуваат украинците. Украинците, да. Кои се па најпозитивни, сашо ја повторно ќе кажам, една хистерија од НАТО, русите ќе нападнат, една мудрување на русите, ние нема да нападнеме, но ако не се исполни ќе нападнеме. И имаше до Украина, дајте луѓе доста со овие информации, економијата ни тоне, се е безбедно. Една многу чудна извитоперена позиција, синоќа беше, морам да кажам, не знам дали го забележа ти, прв повисок западен дипломат или политичар, министерката за одбрана на Германија, Анела Бербок, таа беше со шлем, со панцир во Донбас, каде што упати порака дека све е во окей, дека треба да се намалат тензиите. Суштост, морам да кажам дека и низ украинскава криза некако како да се структури и германската влада, бидејќи очигледно дека таа сега во оваа нова коалиција после Меркел, Шолц не помина многу добро. Самите германски медиуми од тоа што следев ја оценуваат посетата како прилично бледа на Вашингтон, таа му е прва, ама е врзана за украинска криза, а од друга страна Бербок инсистира да притисне, да дури го да Северен ток 2 мора да биде прекинат. Тоа е политиката на зелените у Германија и таа ти си покомпетентен од мене, затоа морам да признам, тие се порадикални, но нели канцеларот има ингеренција во надворешната политика, но некако Анела Бербок како
како да си тера по свое, ме потсеќа на оние шефови на руските дипломати во време на Советски сојуз, каде што се сама своја држава. Таа отиде вчера, веројатно без консултации во германската влада, отиде на позициите на украинската армија, упатувајќи порака. Инаку познато е дека и зелените и шефицата на дипломатијата се, да кажеме, антируски расположени, во смисол се многу порадикални, барат порадикални чекори од што Шолц, кој вчера го коментиравме, кој е многу попрагматичен и кој наследи на некој начин политиката на Меркел. Патем биде речено кој сме во Германија, таму започнува процесот на избор на нов председател. Да. И германците имаат многу занимлив модел на избор. Тој председател не се бира на општи избори, туку имаат модел во кој што владеачките партии, сите партии имаат право да кандидираат одреден број на граѓани, често се тоа угледни граѓани, кои што потоа гласаат за кандидатите. Како електор или како порота во судовите. И многу е занимљиво, мислам, тие броеви на граѓани кои гласаат се пропорционално распоредени според освоените гласови на изборите на самите партии. Тоа кај нас не би поминало. Тоа кај нас не би поминало. Мислам, компликуван е моделот, таму и вака и посимволично е бирањето. Веројатно Шрамер ќе биде има 4-5 кандидати. Да, четворица се до вчера пријавени. Веројатно Шрамер повторно ќе биде реизбран, бидејќи на крајот од криштата тоа е и некаков коалициски договор. Меѓутоа председателот во Германија нема некој, има по енглеска кралица. Да, традиционални председателски функции во парламентарни системи, меѓутоа во Германија ми се чини дополнително биќе па улогата на канцеларот е далеко по председателот рече си да нема ни ингеренци дури освен мислењето, се разбира, канцеларот е шефот на дипломатијата е втор по ранг на некој начин, колку што можам да видам. Го распушта собранието, односно Бундестагот, кога за тоа ќе се создадат услови, дава мандати, се разбира и во надворешната политика е нешто активен кога ќе одбере, но не со таквив интензитет какви што се овие полупредседателски системи, бидејќи Македонија речиси има, например, полупредседателски систем, така беше замислено да се направи еден баланс помеѓу извршната власт и председателската. Меѓутоа не се. Па добро, зависи од председателот. Зависи, тоа е идејата од личноста на председателот, зависи колку тој ќе се наметне и така натаму. Украина покажа неколку работи, но и дојде во лошо време кога и големиве се во предизбори и помалите се во предизбори. Вчера го видовме Макрон, кој се подготвува за председателски избори, некако се лизна, у тешки преговори, мора да се признае, со Путин треба да разговара, каде што тој... Овој тип на преговори, кои што вчера ги водеа разговори, се преговори, се кој знае што се во принцип дипломатски активности кои што најголемиот дел од работите се договараат пред да се седне на масата. Да. Јас и понатаму морам да кажам дека штета што денеска не ја извадивме, меѓутоа онаа огромна бела долга маса на која што седе, консултирав и дипломати и не можем да разберам што е тактиката дипломатска на Русија, зошто бидејќи тоа стварно симптоматично на огромна дистанца, дали ради ковидот Па не знам што да кажам, дали е заради ковидот, дали не е заради ковидот, меѓутоа како да сакаа русите да стават до знаење дека држат дистанца од самиот Макрон, разбираат и тие дека Макрон е во предизборна фаза, бидејќи нормално. Макрон сгреши вчера, ја морам да искоментирам, а претходно одеа на тимови одеа во разговори. Макрон некако сакаше да ја преземе славата, ми се чини, повторно ќе кажам, ќе бидам слободен да искоментирам, ми се чини дека Макрон вчера се обиде на некој начин многу аматерски да испрофитира во француската јавност. Еве ја отидов кај Путин да нели ова, меѓутоа Путин и таа маса која ти ја велиш, ни онаа цела енергија некако го избламира настанот, бидејќи зашто ти доаѓаше кога овој не мрда од позициите. Лошо е тоа што почнува во јавност, еве и утринава ги гледам, да ги гледаат, да се бројат колку има воени бази во Европа, американски, каде се распоредени. Лоша е онаа вест која завчера дојде дека НАТО ќе ги засили трупите во југоисточна Европа, затоа што русите па се во Белорусија го зголемуваат. Во исто време почнуваат на 10 и тоа е утре маневрите на руската армија и на украинската армија со НАТО.
Знаеш зашо? Тоа е мал простор, зборам, кога две армии... Што те додуше огромен, ама има близко концентрација. се. Некако не се откажуваат од маневрите на украинската армија. Зборувам, кој ќе кажам украинската, помогната со НАТО, се разбира. Некако се распоредуваат. Веројатно, нема да има некој огромен конфликт, но знаеш, кога има две пушки, едната може да пукне случајно, Па да се направи поголем инцидент. се сеќаваш како почна Првата светска војна. Излезе во Сараево. Па сите војни на крај почнуваат со некакви мали тригери и револуциите дури така. Јас битката за Галиполе на австралијанците и новозеландјаните кои се бореа од Турција, замисли како ти требало да му објасниш еден човек од Нов Зеланд дека некој си Гаврило Принцип убил кој причина. Тоа се тие историски мали наставници. Зато велат ништо не треба да се потцени. Дека, они ќе прават маневри, све е тоа контролирано, не баш каде што секаде, каде што има оружје, има многу воена концентрација, секогаш може некаква провокација да испадне да отиде во несакани последици. Да видиме што ќе биде.